Се враќаме во студиото. Петарски, дојдовме некако до оној дел од истражувањето во кој се спомнува и таа така наречена српска врска, дека и Србија се обидувала да влие во корист на Русија. Кажете ми вие, верувате ли во таа српска врска, бидејќи политиката на Вучиќ е прилично јасна по тоа прашање. Тој не се откажува Западот, но вели дека сака и добри односи со Москва. Но од друга страна, тој гледаме дека ги исполнува сите оние барања кои Западот ги испорачува, особено во односите со Косово, со Приштина, а кокетира и со Русија. Мислите ли дека Вучиќ би се осмелил така дрско да застане на страната на Русија контра западните интереси? Па, јас мислам дека во известна мера да, како што вие велите дека он кокетира со Русија, овој случај, мислам, баш доказ за таквото кокетирање. Значи, се разбира дека Вучиќ не би направил се што би побарале, ама би направил нешто. И овде ние гледаме дека таму пишува дека Мирослав Лазански има напишано 50 написи, а знаеме, ставовите на Мирослав Лазански се стално проруски и во тие текстови што он ги има објавувано за Македонија во оваа двегодишна криза, и таму има целосно проруски ставови. Оние написи, оние ставови што ги читаме во тоа руско пропагандно гласило Спутник, истите ставови можете да ги прочитате и кај Лазански. Потоа тој Живановиќ, или како се презиваше тој српскиот шпион, Живалјевиќ, ништо чудно он да комуницирал со неговите руски колеги. Мислам, таму не беше препознат некој од тие руски шпиони што се овдека, беше препознат само тој. Така што не би ме зачудило, видете, значи, ние имаме и други показатели. Значи, во самиот извештај се вели дека Србија е центар на Балканот за Русија во секоја гледна точка, во економска гледна точка, политичка и во разузнувачка гледна точка. Потоа, работите така се наместени, голем дел од руската пропаганда доаѓа од Србија. Значи, ние знаеме дека македонците го разбираат српскиот јазик. Во Србија Русија е многу добро инсталирана. Значи, Центарот за евроатлантски студии од Белград објави истражување кое што има покажано дека во Србија има 110 проруски сајтови, веб сајтови. Некои се информативни, некои се на невладини организации. Некои се толку многу проруски што имаат рубрика Новоросија. Тоа е, како се вика, оние делови од источна Украина кои се сега окупирани од Русија, кои што они се ги викаат Нова Русија. Значи, од тие 110 проруски сајтови, голем дел, мислам, извесен дел од написите што се објавуваат во нив, едноставно се прелеваат во Македонија. Значи, таа пропаганда доаѓа и во Македонија. Вие ги анализирате? Да, јас ги имам анализирав. Значи, во Србија вие имате дури така наречени сит сајтови, значи, сајтови за просејување, каде што имате, значи, нема ништо на сајтот, нема импресум, нема кој го прави, зашо го прави, шо е работава, само има написи. Написи на српски кои се слободни за преземање. Треба само од српски да ги преведете и да ги објавите. И во тие се велича моќта на руската армија, моќните нуклеарни оружја кои ги поседува Русија, се величи Путин колку бил умен, колку бил мудар, за разлика од Обама кој бил слаб и така натаму и така натаму. И исто така и понекогаш, мислам, има и редовно, не понекогаш, туку има редовно и написи за Македонија. И тие написи стално утре почнува војна во Македонија, ќе се тепаат македонците и албанците, ама не војната ќе почне на Косово, па ќе се вмеша Србија и Македонија, се саде некоја војна во тие сајтови. Сака да ве прашам, имате ли вие кај македонските сајтови приметено такви кои ја продолжуваат да ја шират таа пропаганда? Да, редовно имаме, мислам, не треба тоа, следете само надворешните рубрики на македонските сајтови, на провамаровските сајтови и ќе видите на такви проруски написи редовно. Некаде се објавуваат секој ден, некаде на неколку дена од тие српски сајтови, затоа што од српски најлесно се преведува.
бидејќи нели ние македонците и заради блискоста на јазикот и заради тоа што бевме во заедничка држава, најлесно се преведува. Потоа, ние имаме во Македонија, имаме пропагандисти на Кремљ. Ете и самиот извештај вели дека Русија плаќала медиуми. И тоа е редовна пракса на Русија. Не е тоа само кај нас во Македонија. Тоа секаде Русија го прави. Сега не знам тоа како е правено овде во Македонија, ама во другите земји вака прават. Руските тајни служби бараат од бизнисите во било која земја, например во Бугарија, во Србија, руските тајни служби бараат од руските бизниси во таа земја да донираат средства за медиумите во таа земја. Ете тоа така се работи. А во Македонија во последните години има доста нови руски инвестиции. Па сега добро, јас велам, не знам тоа дали било така како било, има и друг начин. Например, сега јас не сакам да навлегувам баш многу, има руски сајтови на англиски јазик. За некои од тие сајтови се знае дека директно стои ФСБ, руската тајна служба, шпионска служба, бившото КГБ. И, например, еден таков сајт, професор Џон Шиндлер, кој е професор на поморскиот коледж во Арлингтон, Вирџинија, и кој до пред 2-3 години работеше во FBI на контраразузнување. Он за тој сајт вели дека е сајт на ФСБ, мислам, нема тука муаве, тоа е многу јасна ситуација. Отворете го тој сајт, вие ќе видите купишта македонски имиња. Значи тоа се про-ВМРО-вски аналитичари, новинари кои таму објавуваат. Така што и тоа е еден начин. Добро, во Македонија владе едно мислење кај дел од популацијата дека сите проблеми кај нас, особено оние проблеми кои се поврзани со тој меѓуетнички конфликт, потекнуваат од Западот, дека тоа Западот го прави, дека нели под наводници кажано Америка сака тука да има војна, но гледаме дека таа пропаганда која директно наведува на директно насилство, која подгреува омраза меѓу етничките заедници, најчесто во Македонија доаѓа од Москва. Се согласувам со вашето тврдење, дотолку повеќе што јас следејќи може набрав неколку наслови собрав неколку наслови последниве месеци во кои што зборувам за руски медиуми, не сајтови, значи зборувам за руски медиуми, во кои што директно се посочува дека Македонија вика Запад ќе воведе санкции, ако на Балканот на албанците не им се даде, ако во Македонија албанците не влезат во власт. Значи, предходно има и други, пак албанските, голема Албанија, не знам ово, она. Значи, тие знаат што е, ние знаеме што е кај нас кој е болното прашање, едно најболните прашања во Македонија се меѓуетничките односи и тие ги потенцираат и оттаму се преземаат подоцна, се пренесуваат во Србија, од Србија во Македонија и ќе ги прочитаме на нашите сајтови и нормално народот како ќе реагира, кога ќе знае дека тоа болно прашање се потенцира, се нагласува, што повеќе се нагласува, што повеќе влегува во посвеста на народот. Контрапропаганда немаш нешто направено за да може да се контрира на тие сајтови. Ќе излези некој од медиум во Македонија, меѓутоа не е тоа треба македонската држава, македонските политичари, тие да излезат, тие да кажат дека сето тоа што се кажува, сето тоа што се зборува, дека не е точно. И мислам дека ова влада сега што ја направи, дека ќе успее во таа работа. И мислам дека и така е компонирана владата за да се успее во таа. Има едно да не се потлекне. Има едно прашање, само сакам да кажам, кое е како теза, како тема не е извадено во јавноста, а тоа е дека во Македонија имаше директни обиди за дестабилизација, кои дури и од владата на ВМРО ДПМН беа оценети као обиди за дестабилизација, иако мотивите никогаш не беа разјаснети. Да речеме Смилковскиот масакр, сега поново е Диво населје. Мотивите за тие настани ние никогаш не ги дознавме. И секогаш има претпоставки дека зад нив стојат некои други служби, не знаеме кои и зошто. Мислите ли дека
сега јас не сакам да инсинуирам дека тоа оди кон Москва, но дека на вистина тоа се некои обиди кои се направени од надвор за државата да се дестабилизира и да се отргне од евроатлантскиот пат. Не може да коментира, нема никакви сознанија за тоа. Затоа што се работи за случаи кои што беа и подамна, но не би верувал дека се од надвор инициирани. Мислам, пак интуицијата ми зборува дека се сепак внатрешни случаи тие. А тука повеќе би ги барал Локално, одговорите. Јас локално. мислам дека станува збор за внатрешна работа. Мислам, видите, значи точно е дека она што на Русија е најважно, тоа е спречувањето Македонија да стане членка на НАТО. Истото како што кажа колегата Дамчевски за Црна Гора, за Србија, за Босна. Ама Русија има и други интереси. Значи не е само тоа. Значи од ова однесување и од ова што можеме да го прочитаме во извештајот, ние гледаме дека Русија сака да направи мрежа овдека. Значи дека сака да воспостави контакти, да влезе во македонското општество и тие 30 организации тоа го покажуваат. Потоа влез во медиумите. Значи сега Русија има толкаво влијание во медиумите во Македонија, ако сака нешто да и порача на македонската јавност, а тоа да не се знае дека потекнува од Кремљ, сега она има луѓе кои тоа можат да го кажат во нејзино име, без да се знае дека тоа е од Кремљ. Значи, потоа, многу симптоматично... Не имаме новинари кои добија ордени од Руската Да, федерација. тоа, значи они имаат изградено мрежа медиумска, не е само тоа, него мислам, имаме луѓе овдека што имаат пишувано колумни кои се уствари делови од докторски тези, кај што се кажува дека во битката меѓу Русија и САД ќе победила Русија. Зашто? Па САД имале главниот оружје биле авионите, авионите не ќе можеле да летаат. Зошо? Па воздухот ќе бил многу валкан заради глобалното затоплување. Бродовите на САД исто така не ќе можеле да пловат, зашто ќе имало многу големи бранови, исто заради глобалното затоплување, ама со оглед на тоа што Русија не зависела ни од бродови ни од авиони, туку Путин бил многу мудар, па он градел пруги и возови и заради тоа Русија ќе победила и ќе станела најголема светска велесила. Такви работи останува збор за пропагандисти кои се во најголемите, во најзначајните медиуми во Македонија. Значи воспоставување на мрежа од која што потоа ќе можат да делуваат. Втора работа, тоа сега деноиве се појави во Спутник, каде што од еден аналитичар нивни руски кој помно ја следи состојбата во Македонија, кој рече дека кој во текстот, последниот текст од Спутник напиша дека значи они се разочарани зашто не беа поддржани од ВМРО ДПМН конечно и таму пишуваше сега веќе во Македонија нема патриотска партија, демек ВМРО не е патриотска пошто не поддржа, ама тоа не значи дека во Македонија нема патриоти кои што би можеле да направат нова партија. И дури се и наведени две имиња кои би можеле да бидат лидери на таа патриотска проруска партија во Македонија. Значи, нив воопшто не би им било лошо кога овдека би се направила проруска партија. Значи, тоа има исто така цел. Потоа, Русија е многу позната по водење на таа гасоводна политика. Значи, што значи тоа? Значи, ние со години наназад збориме за некаков си јужен тек, збориме за турски тек, се занимаваме со тоа кој неколку емисии се направени, очекувања, чуда, врагови, тоа ништо го нема. Такви гасоводи, од кои што најголем дел не се направени и никогаш нема да се направат, Русија има смислено 30, може 50 во разни земји и сега за жителите на тие земји да се надеваат, да барат, да се дискутира, за да може со тоа услови да се поставуваат, дајте ни ова, ќе ви направиме гасовод и така натаму. Значи има и други работи кои сега за сето тоа да се оствари на врвот стои пропагандата. Значи пропагандата тоа е многу лошо, видите, пропагандата никогаш не се прави сама за себе. Значи само да направиме пропаганда и толку. Значи таа пропаганда која се е страв, несигурност, раздор, бес, значи оние чувства кои што се потребни во тој момент, таа секогаш има некоја друга цел зад себе. И тие цели можат и да се менуваат. Да, во таа геополитика работите се не се секогаш црно-бели, многу често се сиви, некогаш не може да се одреди нијансата. Тука имаме и други регионални играчи, како на пример Турција,
која е членка на НАТО, држава која се уште е прозападно ориентирана, но која има специфични релации со Русија, поврзани и со нивното обкружување, со односите на Блискиот Исток, но и кон Балканот. Во исто време, додека Русија се обидува да го направи тоа, Турција игра една многу проактивна улога на Балканот, таа агресивно го шири своето влијание, исто така, како што кажавте, преку култура, преку економија, преку трговија, но исто тука доаѓаме до специфичните западни интереси. Што мислите вие, како гледаат пред се Соединетите Американски држави на оваа политика на Турција, која во исто време е нивен партнер? Мислам да бидам конкретен во оваа ситуација, но сметам дека можеби Соединетите Американски држави нема да реагираат колку што ќе реагира Европа. Во моментов имаме страшна конфронтација меѓу Европа и Турција, и Европа виде дека Русија го користи вакуумот кој што настана дека после изјавата на Јункер, да не забораваме и вината на Европа е голема за ова што се случува сега со Русија и со Турција, влијанието во Македонија. Јункер кога дојде на позицијата прв човек во Европската комисија рече наредните 5 години нема да сметате дека ќе нема проширување да има. Што направи? Направи вакуум кој што го користат и Русија, кој што го користат и Турција. И сега кога работите дојда до коска, Европа сака да се врати на Балканот и веќе во разговорите што ги водат во изјавите, што ги даваат, веќе ги споменуваат. Ја споменувате Русија, а го споменуваат и турското влијание. И сметам дека Европа повеќе ќе се заземе за свој ангажман на Балканот, отколку што Америка. Знаеме, Америка сега со Трамп е непредвидлив као политичар. Не знаеме тој како ќе биде неговиот, денес е еден однос со Турција, утре е друг однос, денес е еден однос со Европа, други ден друг однос е, така што сметнам дека клучната улога треба да одигра Европа во овој момент за да се намали влијанието на Турција и на Русија на Балканот. Да, кога сме кај Европа, тука е онаа изјава на Меркел, која според некои ги менува работите од корен, можеби да, можеби не, а таа дека после посетата на Трамп, таа рече дека веќе Европа не може да се ослони на САД како главен сојузник и дека треба да ги превземе работите во своји раце. Мислите ли дека оваа изјава на Меркел е навистина суштинска и навистина навестува целосна промена на европската политика, или се работи за една изјава која е повеќе израз на разочараност од тоа што она го видела? Да, јас мислам дека е израз на резигнација и разочараност. Ние видовме колку Соединетите Американски држави, например, беа ангажирани во ситуацијата овде кај нас во Македонија, во една мала држава на Балканот Македонија. Можете да замислите колку се ангажирани низ Европа. Значи, станува збор за моментална резигнираност, заради токму таа непредвидливост на Трамп, на сите овие проблеми со кои што се соочува актуелната администрација во Соединетите Американски држави, кои сигурно ќе бидат надминати или со следната американска администрација, или можеби дури со ова. Значи, сите овие проблеми со кои што се соочува актуелната администрација не можат да траат долго. Едноставно таму во Вашингтон има премногу скандали, не знам, премногу е тоа сето хаотично, таму на виси таа истрагата, нели, за вмешаноста на Русија, и јас мислам дека тоа ќе се разреши. Инаку, настрана од сето тоа, јас се залагам Германија да си ја преземе улогата, значи, својата лидерска позиција во ЕУ да ја зајакне. Значи, мислам дека тоа Германија треба да го направи. Јас знам дека они имаат и резервираност заради таа историја, Втора светска војна, Прва светска војна, ама од тогаш поминаа 70 години и видовме во овој период немањето лидерство во Европа колку скапо не чинеше. Нас овде во Македонија имаме цела една изгубена деценија. Но прашање е колку има капацитет Европа да се наметне како лидер, особено па ние видовме дека господинот Хан кога доаѓаше во Скопје, тој едноставно не беше ниту примен од председателот Иванов, а кога председателот Иванов се обиде да го направи истото со представникот на State Department господинот Ги
неговата одлука се смени за еден ден, иако беше најавено дека нема да го прими, утре дента се премисли. Добро, сега видете, за Хан не знам, јас знам дека Могерини експресно беше примен. Мислам, Могерини, самото доаѓање на Федерика Могерини е многу сериозен факт. Федерика Могерини е министер за надворешни работи на цела Европа. Она преговара со Иран за нуклеарно разоружување во име на Европа. Да, но улогата на господинот Ји е многу пониска во хиерархија од улогата на господинот Хан, да речеме. Добро, мислам, сега што да правим? Не, нема врска што не. Хан, значи сега во Европската комисија нема посебен директорат за приклучување на нови членки, како за проширување. Хан е, да речеме, на ранг Тој е као министер без портфеј. Да, Хан е на ранг на европски министер, добро. а господинот Ји е заменик на помошник, да. Значи, без оглед, Федерика Могерини, кога дојде, таа експресно беше примена, кажа остра изјава со еден дипломатски јазик, која многу значеше, и да, тука нема, не видете, значи Европската унија има огромно влијание овдека. Вака ќе ви кажам. Последните потатоци ги гледав од последниве 3 месеци. 79,98% од македонскиот извоз оди во ЕУ. 79,98%. 1,025% од македонскиот извоз оди во Русија. Значи 79,98 напрема 1,025. Мислам, да не ви како, значи ние сме земја членка кандидат. Пред да станеме земја членка кандидат, потпишавме еден многу важен договор, договор за стабилизација и асоциација. Договорот за стабилизација и асоциација ги говори за економските односи, за трговските односи. Европската унија тој договор да го раскине со Македонија, овдека за 6 месеци до година дена не знам што ќе се случува. Пола држава ќе биде во штрајк, затоа што целиот тој преференцијален третман што го имаме таму ќе падне. Од овие, исто ви кажувам, нели, 79,98% оди од извозот на Македонија оди во ЕУ, 50% оди во Германија. 50% од македонскиот, значи од секој 100 денари што ги извезуваме, 50 денари ги извезуваме во Германија. И Германија има огромно влијание овдека. Огромно, и незиното влијание ќе се зголемува. Ја ги гледав бројките, 2015 44% од извозот одеше во Германија. Претходно беше 39%. Еве сега последниот квартал е 50%. И затоа, и заради Македонија, заради нас, сметам дека Германија треба да ги земе уздите посилно во Европската унија. И онака Германија најмногу пари плаќа оваа грчка должничка криза, Германија извлече Европа од тој проблем со грчката должничка криза. Да. И тоа ќе биде одлично за нас. Кога зборуваме за овие односи помеѓу САД и Европа, ова што го кажувате вие за председателот Трамп е една интересна обсервација дека тој навистина зборува едно, има една реторика која можеби повеќе се однесува како бизнисмен околу како председател, например тој цело време го критикува НАТО, па и таму на официјалниот собир зошто не плаќаат они за НАТО. Но од друга страна, ако ги видиме чекорите кои ги прави американската администрација, додека тој зборува и го фали председателот Путин, Америка константно испраќа војска на руската граница заедно во координација со НАТО членките. Оно што не го направи ниту Обама, се повлече од бомбардирањето на Сирија, Трамп го направи без да размисли. Мислите ли дека неговото однесување е повеќе како еден своевиден шоумен, бизнисмен, додека американската администрација се тера истата политика? Во Америка, која ќе се смени председателот, не се сменува генерално ни политиката на државата. Тие си има стабилна долгорочна политика предвидено. Така е и сега со Трамп. Трамп уште, според мене, не знае кај влегол. Наскоро помина, не знам дали помина 100 дена од официјално која се помина, така. Тој уште го гледате какви изјави дава на секаде. Бомбардирањето на Сирија. Тоа беше повеќе емотивен чекор и поддржан од генералите, кои што не заборавите, Трамп во администрацијата негова е окружен со генерали и со бизнисмени. Меѓутоа, балансот го прави Стейт департментот.
Стеј департаментот, каде што има луѓе кои што се дипломати од кариера, дипломати со години кои што работат, кои што ги знаат работите. И вчера некаде прочитав, во март месец се водела дискусија во Америка, Трамп рекол, дајте да ги намалиме санкциите за нафтените компании во Русија. И почнала преписка. Администрацијата председателска, Стеј департаментот. Едно писмо овие, едно писмо оние. Не се промени одлуките. Не се променија. Затоа што доминираше ставот на Стеј департаментот, а не ставот на администрацијата на Трамп. И се додека е овој состав на Стеј департаментот, нема да се менуваат нагло работите. На Трамп ќе му требаат веројатно уште 7-8 месеци да ги пополни сите места, но не верувам дека нешто нагло ќе се промени, а да не забораваме дека контрола врз Трамп имаат и Сенатот и Конгресот, така што не е во Америка таков систем да може Трамп што му текнало да направи утре да подпише некој договор со Путин за кој што ќе сметаа конгресмените дека е контра интересите на Америка или со Иран или со било кого да презе различни потези. Така што она што ќе го прави Америка, вистински чекори ќе бидат, мислам ќе бидат после 8 месеца, некаде на септември, октомври. Да. Има една стара теорија дека Америка всушност и не може да опстане поради својата констелација внатре како е конфигурирана економијата и целата нејзина политика, доколку нема навистина силен противник од другата страна. Мислите ли дека на Америка на некој начин и годи силна Русија, бидејќи вака Америка може да го оправда своето зголемување на војната индустрија, да го при тоа тоа е поврзано со домашната индустрија, со домашното производство. Значи, онака упростено кажано, и треба ли на Америка навистина таков еден силен противник за да може да ја проектира и својата моќ? Не. Значи, видите, во изминатиот период, во првите 20 години по студената војна, Америка немаше силен противник и многу добро ја одеше. Мислам, во последниве 20 па и 30 години бруто домашниот производ на САД како процент од глобалниот бруто домашен производ е стабилен. Значи, видите, историски оваа ситуација која што ја имавме во 20-тиот век, нели Индија и Кина да бидат заостанати, тоа беше неприродна ситуација. Значи, земјите на далечниот исток секогаш биле развиени, историски говорам, пред 20-тиот век, значи 19-ти, 18-ти, 17-ти, значи секогаш биле многу важни на светската сцена, подалеку во историјата Кина имала огромна флота, значи тие не можат да бидат за секогаш заостанати. На САД, напротив, сета на дворешна политика на САД кажува води кон мир, води кон тоа да нема тензии. Немојте да заборавите дека во периодот на падот на Русија после Советскиот сојуз, Америка имаше неколку војни интервенции кои според многумина аналитичари беа непотребни, па речиси измислени. Што мислите на Ирак и Афганистан после кулите близначки? Па добро, причина за тоа беше нели падот на кулите близначки и глобалниот тероризам. Не, видете, и плюс војната индустрија во Соединените Американски држави повеќе не е најважна. Значи, за таа војна индустрија е повеќе извикана колку што е важна. Значи, во денешно време многу е поважна информатичката индустрија, која што носи далеку повеќе пари во Америка, и банкарската индустрија. Значи, пред светската криза во 2007 година, 40% од сите профити во Америка ги носеа финансиите. Одбранбената индустрија не е повеќе, беше она важна за време на студената војна, ама работуваат. Па добро, и банкарската индустрија проработува повеќе од одбраната, што? Не верувам, видите, значи нема агресивна, како се вика, гледајте што се случува. После нападот врз на анексијата на Крим и нападот врз Украина од страна на Русија, западните сили, Америка спроведува некои санкции и толку.
Ништо. Значи, они можат многу потешки санкции да ја воведат на Русија, ако сакаат на вистина некаков судар. Значи, они можат да го укинат SWIFT плаќањето, електронското плаќање да го забранат на Русија. Тоа значи, руска фирма, ако сака да купи нешто у странство, директорот да мора да излезе со торби од Да, државата. но тоа оди во насока на таа теоријата што ви ја спомнав, дека Па, добра, им ама- треба Русија како противник. Не може на Русија да и се дозволи да прави се што сака. Не, они сакаат Русија да не биде ваква кака што е, односно да не биде против. Сигурно на Америка не ја одговара мешањето на Русија во Сирија, на пример. Америка би сакала Русија да ја нема, како се вика, во Сирија, за да може да расчисти на мир со ИСИС и со режимот на Башар ал-Асад. Сигурно Америка не сака да има мешање на Русија на Балканот овде кај нас, или пак, не знам, да шири лажни вести низ Европа. Не верувам. Мислам дека Америка не сака конфронтација. Значи, Америка е голема, глобална, комерцијална република. Моќта на Америка од секогаш била способноста да тргува, Да. а не воената Добро, конфронтација. Со Трамп сега послано као... Почнавме од локалното, господин Адамчевски, да се вратиме на локалното. Имаме уште 2 минути. Еве, на вас завршниот збор. Вие го кажавте тоа, но еве повторно да сумираме сега, откако не знаеме, да се надеваме дека заврши главната бура во Македонија, неголемите предизвици, вие велите, очекувате брзо влагање во НАТО. Значи ли тоа стабилизирање за Македонија и регионот? Секако дека влегувањето во НАТО значи стабилизација, меѓутоа тоа не значи од одењето во НАТО, мислам, и патот додека го изодиме во НАТО, не значи дека нема да бидеме подложни на нови притисоци и пропаганди. Значи, мислите дека тоа нема да биде крај она што граѓаните се надеваат, еве ако влеземе во НАТО, готово ќе заврши се. Не, јас зборам го друго. Ако ќе влеземе во НАТО, Зборам за предизвици, да. Ќе ни олесни, меѓутоа ако ќе го поврзиме со она што го дискутиравме вечера, мислам дека се уште ќе има притисоци Обиди. обиди за притисоци и за пропаганда на целиот пат додека ние влеземе во НАТО, а можеби и потоа, како што гледаме сега во Црна Гора што се случува. Да, Адамчевски, Петрски, ви благодарам на двајцата за учеството, а вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа која е посветена на последните истражувања за обиди за руско влијание во Македонија, како и сите тие геостратешки констелации околу држава и пошироко. Останете со програмата на Телевизија 24.